Благодарам, председателе, почитувани колеги и пратеници, почитуван премиер, почитувани министри, почитувана јавност. Имам 3 пратенички прашања за денешната седница и сите 3 пратенички прашања се до председателот на владата, господинот Христијан Мицкоски. Председателе, моето прво прашање се однесува на платите, но конкретно на платите на просветните работници. Ветивте раст на платите на просветните работници, па од тука се поставува и прашањето за колкав процент ќе се зголемат платите во 2026 година и дали овие средства се обезбедени во буџетот. Имено образованието е темел на секое општество, но просветните работници се столбот врз кој што се гради иднината на државата. Токму затоа прашањето за нивниот статус и достоинство мора да биде високо на агендата на секоја одговорна влада. Го поздравувам договорот кој беше постигнат меѓу владата и СОНГ, со што се утврди јасна и предвидлива методологија за растот на платите на просветните работници. Ова решение беше позитивно поздравено и од синдикатот затоа што за прв пат нуди системско решавање. За разлика од тоа, претходната влада на СДСМ и ДУИ не успеа да потпише колективен договор за претходните работници, оставајќи го образовниот кадар без јасни гаранции, со адхок решенија и празни ветувања. Додека со нив имавме урнисано образование, оваа влада прави реформски чекори за поквалитетно образование за нашата младина. Со квалитетно образование, но и со квалитетен, мотивиран и задоволен образовен кадар, сигурна сум дека Македонија ја очекува успешна иднина. Нашите млади умови, нашите просветни работници, нашите вредни млади кадри се исто така нашата иднина. Јас силно ги уверувам дека со оваа влада имаат сигурен партнер и затоа да продолжат да вложуваат во своето образование. Често знам да кажам и дека се може да ви земат, но знаењето не можат, а тоа вреди најмногу. Почитуван председателе, моето второ прашање е во врска со реформската агенда. Во изминатиот период имавте повеќе брифинзи и работни состаноци поврзани со спроведувањето на реформската агенда, што јасно укажува дека ова прашање е висок приоритет на владата. Во јавноста веќе истакнавте дека постои јасен план и фокус, особено во делот на законите од областа на енергетиката, на пазарот на електричната енергија, како и на реформските закони во правосудството. Тука би сакала да го потенцирам и планот за реформи и раст, што Европската унија го одобри второто ослободување на средствата за Република Македонија во рамките на инструментот за реформи и раст за Западен Балкан. Со оваа одлука се одобрува вкупен нето износ од 16 милиони евра, како и комбинирана поддршка, дел неповратни средства и дел заем. Со оглед на тоа што дел од овие процеси се комплексни и со среднорочна временска рамка, а истовремено се од големо значење за граѓаните и за европската агенда на државата, моето прашање би било каква е динамиката што владата ја има за спроведување на реформската агенда во наредниот период, кои се клучните чекори што следуваат и што конкретно може да очекуваме како резултат во текот на следните месеци. Почитуван председателе, моето трето прашање се однесува по однос на шпекулациите и лажните вести кои што ги истакнува Социјалдемократскиот сојуз периодот и ценам дека треба да се обрне големо внимание на истото, бидејќи се работи за огромно сеење на лажни вести. Тие ве обвинуваат дека сте договориле населување на мигранти, а потоа велеа дека ќе поднесат и резолуција за да ве спречат. Но не го сторија тоа. Како пратеничка група на ВМРО ДПМН со коалицијата поднесовме резолуција која е усвоена во собранието. Дури и поостра и со позаштитнички одредби кои се однесуваат на спречување на илегалната миграција. Со усвоената резолуција, која впрочем морам да нагласам и дека единствената поднесена резолуција во собранието, која се однесува на оваа тема, јасно се укажува дека ниту се планира, ниту ќе се дозволи населување на мигранти. Имено и вие ги повикавте од СДСМ да ја поддржат резолуцијата на ВМРО ДПМН, а потоа дадовте збор дека вие ќе ја поддржите нивната. Но тоа не се случи, бидејќи во собранието не пристигна никаква резолуција од нивна страна. Не пристигна никаква резолуција, ги немаше ни присутни во собранието да учествуваат во расправата за резолуцијата или да поднесат амандмани за евентуални измени.
Тоа е одлика на СДСМ да расфрла пердови во јавност и да шири лажни вести за да сее страв кај граѓаните. Но нашите граѓани се мудри и лесно ги препознаваат лагите на распаднатата СДСМ, која очигледно е во очај на рейтингот на Филипче, кој според последната анкета на ИПИС е 5 пати помал од вашиот рейтинг кај граѓаните. Не поднесоа резолуција во собрание како што најавуваа, но поднесоа представка до Уставен суд за усвоената резолуција за мигрантите. Па тука би сакала да ве прашам како ја коментирате оваа представка на СДСМ до Уставниот суд за донесената резолуција за мигрантите. Ако како пратеници, подносители на резолуцијата, стоиме зад ставот дека во насока на заштита на нашите граѓани сосема е легитимно да се осудат манипулациите и лажните вести кои ги предизвикуваат со ширење на страв и паника меѓу граѓаните, кои предизвикуваат чувство на небезбедност. Ви благодарам.